Добар ден и среќен ден. Декември, јануари, традиционално години наназад се месеци кога Светската фудбалска асоцијација, популарната ФИФА, го прави својот избор за најдобар фудбалер на годината. И релевантно дали тоа е во координација со Франс Фудбал, дали е самостојно ФИФА го прави тоа, дали гласаат капитените, селекторите и по еден спортски новинар од секоја држава. Традицијата е една единствена, а ова убава емотивна фудбалска приказна за избор на најдобрите фудбалери во светот датира многу поодамна, некаде средината на 50-тите години. Во оваа емисија од продукција на Скок одиме со една мини авантура, да кажам, кога е во прашање ФИФА и незиниот избор на најдобриот фудбалер, а која се проткајува низ неколку периоди и низ неколку различни избори во кои јас како Мијалче Доргутов, како акредитиран спортски новинар со 9 светски првенства за себе, имам честа годинава 2024 година по 9 пат едно по друго да гласам за изборот на најдобар фудбалер на светот. Но за тоа потоа малку пауза джингл и одиме со приказката за избор на најдобар фудбалер на светот во координација и организација на ФИФА. За самиот избор на најдобриот светски фудбалер од сите светски меридијани доволно говори самата традиција на формирањето на ФИФА. И ако вие, почитувани гледачи, од другата страна на камерата можете да забележите капата која носаме подарена лично на мене од страна на ФИФА по повод 100 години од формирањето на ФИФА, а тоа е 2004 година. Оваа година, 2024 година, ФИФА слави 120 години од незиното формирање и основање и мислам дека е илузорно, барем кога е во прашање незината традиција, да ги трошам моите зборови и да објаснувам што ФИФА значи. Незината придружна членка УЕФА е нешто помлада, формирана 1954 година, но токму УЕФА е таа која го иницира изборот на најдобрите, овој пат зборуваме за најдобрите на стариот континент, односно за најдобрите фудбалски звезди во Европа. Далечната 1956 година престижниот и реномиран спортски вестник Франс Фудбал ја почнува оваа традиција со избор исклучиво под негова ингеренција на најдобрите фудбалски звезди. Долго време ФИФА некако сето ова прекјутно го поддржуваше, дури отворено. Меѓутоа, со самиот развој, со целата оваа акумулација на моќта во ФИФА, па и финансиската моќ и моќта на одлучување, моќта која носат мондијалите и светските фудбалски првенства, неминовно се отвараше поглавието за избори за најдобар фудбалер на светот. Тука приказката е малку подолга, ќе се обидам кратко да ја објаснам, почнувајќи некаде од 21 век, каде што од 2005 година победниците на Златната топка и наградата на ФИФА за играч на годината на светот беа идентични секоја година. Де факто, ова се информации и податоци од Википедија и од архивата на ФИФА и на УЕФА, каде што ФИФА и УЕФА се доближуваат и ФИФА едноставно се обидува изборот на најдобриот фудбалер да биде кумулативен, да нема разграничување и да има единствен најдобар фудбалер. Од 2005 некаде до 2007, па како премостување до 2010 година, овој избор се прави и имаме единствен фудбалер кој е избран и од страната на ФИФА и од страната на Франс Фудбал. Пресвртот се случува во 2010 година за време на светското фудбалско првенство во Јужна Африка, каде што бев присутен од почеток до крај, каде што 42-та мондијалски денови во Џоханесбург, Нелспруит, Преторија и другите јужноафрикански градови и стадиони оставаат неиздржлива трага и впечаток, а токму таму спадна овој клучен договор и ќе имате ексклузивна можност да го видите видеото снимено од мене пред одржувањето на завршниот договор кога првиот извршен директор на Франс Фудбал и првиот човек на ФИФА Сеп Блатер го подпишаа тој историски договор и ја воведоа новата награда заедничка на Франс Фудбал и ФИФА Балон ди Ор.
2010 година почнува ова приказка, а како продолжува во наредните години во наредните неколку минути. Заедничката приказна на Франс Фудбал и на ФИФА, реков, почна 2010 година за време на Мундијалот во Јужна Африка, кога беше потпишан тој договор и беше воведена единствената награда Балон д'Ор. Но, овој избор, овие манифестации не би биле ништо без ова што сега ќе можете да го видите, наши драги почитувани гледачи. Секогаш ова златна богиња е, како да кажам, пратилац на овој избор на ФИФА. Ова е тоа за која играат фудбалерите, за која се борат, и освојувањето на овој пехар на секој 4 години е навистина раритет и носи голема предност на оној што треба да биде избран за најдобар светски фудбалер. Да се вратиме на потпишувањето на договорот 2010 кога беше унифициран овој избор. Истата година, 2010 почна првата номинација на ФИФА и на Франс Фудбал, кога во истата година Лионел Меси беше првиот носител на оваа престижна награда, реков Балон д'Ор. Изборот траеше 6 години во таа заедничка координација на ФИФА и Франс Фудбал, и во тие 6 години, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 година, презнанијата беа поделени помеѓу Лионел Меси и Кристијано Роналдо со водство на аргентинецот од 4:2 во однос на португалецот. 10, 11, 12 и 15 година Меси беше носител на ова престижно признание и на ова статуа изработена специјално за овој настан, а 2013-2014 Кристијано Роналдо, еден исто исклучителен фудбалски ас, два пати беше освојувач на топката Балон д'Ор. Тогаш и прекинува соработката помеѓу Франс Фудбал и ФИФА ја презема мокта и се враќа како абсолютист, како нешто апсолутен избор кој се вика The Best ФИФА, а за кого ќе зборувам во продолжение на емисијата. Без оглед што соработката помеѓу Франс Фудбал и ФИФА е официјално и писмено раскината, двете фудбалски институции, да кажам, како што наведуваат изворите на ФИФА, на Википедија и на Франс Фудбал, велат за историски цели двете тела за доделување ги сметаат 6 изданија на златната топка на ФИФА, односно на Балон д'Ор, како продолжение на нивните соодветни награди во идниот период, почнувајќи од 2016 година. Де факто и со други зборови, првиот избор и првата номинација во изборот The Best, FIFA The Best се случува во 2016 година, кога FIFA повторно се враќа на голема сцена. Според нивно видување тоа не е ни мој впечаток, Франс Фудбал е секако исто реномирано тело и има свој реномиран избор, но она што е важно, почнува изборот на The Best FIFA и првиот избор е 2016 година, кога Роналдо го возвраќа ударот на Меси и де факто е првиот освојувач, носител, добитник на ова престижно признание FIFA The Best во избор и гласање на селекторите, на капитените и на спортските новинари од 208 држави, земји, членки на FIFA. Останува запишано во македонските медиуми 9 јануари 2017 година и вели: еве како гласа македонските представници во изборот на FIFA The Best. Денес се мисли 9 јануари 2017 година, кога е официјално изборот. Во Сирих се одржа церемонијата за The Best наградата која доделува FIFA, а селекторите и капитените на сите репрезентации исто така го имаат своето право на глас. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски Мрме за најдобар фудбалер на годината го гласаше Роналдо Меси, Гризман, а на исти начин
Не, за најдобар фудбалер се извинувам, го гласаше Роналдо, на второ место е Меси, а Гризман е трето пласиран во изборот на МРМ. На ист начин гласаше и капитенот на македонската фудбалска репрезентација Горан Пандев. Во изборот на тренер на годината гласаат исто Пандев и МРМ, и спортските медии ми објавуваат македонскиот новинар, представникот на ФИФА Мијалче Доргутов, гласовите ги даде за Джанлуиджи Буфон, Лука Модрик и Лионел Меси. Малку се разликувал мојот избор 2016 од изборот на тогашниот селектор и капитенот. Не се, оваа традиција продолжува од 2016 до 2024 година, а она што е интересно и кое без лажна скромност сакам да го истакнаме, дека во овој период се сменија селекторите на нашата фудбалска репрезентација. Игор Ангеловски МРМ гласаше 5 пати во овој избор, го наследи Благоја Милевски, кој годинава ќе гласа по 4 пат во изборот на The Best, а кај капитените Горан Пандев останува со 4 гласања во изборот на Best, Стефан Ристовски гласал 2 пати 2021 и 2022, Горан Пандев од 2016 до 2020 кога се прости, и последните 2 години гласа новиот капитен Енис Барди. Во целиот овој период за овие 9 години Мијалче Доргутов е единствен спортски новинар номиниран во ФИФА кој ги дава своите гласови за најдобрите светски фудбалери, за најдобриот светски тренер, за најдобриот светски голман во машка конкуренција и истите номинации во женска конкуренција. Тоа е она што сакав да го кажам, да го соопштам, да ги поврзам изборите на Франс фудбал, да го поврзам изборот заедничкиот на Франс фудбал и ФИФА со тој склучен договор Балон д'Ор 2010 во Джоханесбург во Сандон Конвеншн центар. И интересно е дека оваа традиција продолжува и годинава. Гласовите се собираат наскоро, до крајот на годината ќе се знае, а некаде почетокот на јануари ќе го знаеме и 10-тиот, односно 9-тиот победник на The Best во изборот на ФИФА, односно во гласањето на селекторите, капитените и по еден спортски новинар од 208 членки на ФИФА, 208 држави распространети на сите континенти на земјината топка. Кога сме кај овој избор и неколку пикантерии специјално за Доргутов YouTube канал за нашите гледачи, многумина ме прашуваат како оди ова гласање, дали е реално, дали народски кажано има некои намешталки, дали има форсирање на фудбалери, како се собираат гласовите, како се гласа де факто, како оди сето тоа. И во таа насока должен сум да ви кажам дека целата оваа работа оди преку ФИФА со строго детерминирани услови, каде што секој од гласачите добива на личен имејл посебен код, посебен юзернейм, посебен пасворд и како заштитен четврти код со бројки кој се користи само еднаш при ова гласање. При влегувањето и при гласањето на ова, интересно е што, еве самиот на себе се смеа, што ФИФА бара селфи фотографирање на гласачот во рок од 180 секунди, мислам, 3 минути, или не сум сигурен, минута 2 до 3, да се направи селфи пред да се затвори електронското гласање и пред гласовите на секој гласач, на секој селектор, капитен и спортски новинар пристигнат во канцеларијата на ФИФА. Искрен да видам, некогаш сум размислил зошто го бараат ова селфи сликање, зошто им е потребна фотографијата од Мијалче Доргутов, а искрено при последното гласање не бе баш нашминкан и спремен за тоа, меѓутоа времето течеше, мораше да си направам селфи и да пратам фотографијата и сабмит да ги затворам моите гласови. Не се мислам дека ова е најрелевантен, најискрен, најфер избор, најизбор на собирање на гласовите, каде што секој селектор, капитен и спортски новинар има дискреционо право да гласа од номинираните кандидати. А кои беа номинирани, еве да ги отвориме тие, иако предпоставувам добро платените ги знаат. Значи Дени Карвахал, Ерлинг Халанд, сега нема да ги читам клубовите и државите, ќе одземе многу време, Валверде, Флориан Вирц, германецот од Бајер Леверкузен, ова интересно име ми остави печеток, Джуд Белингам, Килијан Ембапе, Ламин Јамал, Лионел Меси, Родри, Тони Крос и Венициус Жуниор. Ова се номинираните во машка
конкуренција. Хајде и кај тренерите во машка конкуренција, неизбежниот Карло Анчелоти, Дон Карло, Лионел Скалони, Луис де ла Фуенте, Пеп Гвардиола и Чаби Алонсо. Тука изборот е многу тесен и да вистина, еве, лично кажувам, откривам, ми беше тешко да изберам мене, ниако, ајде, може да предпоставите кој има мала предност според неговиот авторитет и долгогодишно влијание на тренерската клупа. И интересно е во машка конкуренција голманите. Значи, Ендри Лумин, Дейвид Раја, Едерсон, Емилијано Мартинес, Джанлуджи Донарума, Мајк Мајгнан и Унај Симон. Гласов ќе видите за кој ќе објават, па претпоставувам медиумите. Ако не објават YouTube, каналот Доргутов ќе објави комплетна листа на 208 членови, 208 капитени, 208 селектори, 208 спортски новинари по еден од секоја држава кои гласале. Финишираме и завршуваме со изборот на најдобрите во The Best од неговиот почеток 2016 до 2023. 2016 победник Роналдо, 2017 Роналдо, 2018 Лука Модрик, најдобар во изборот на Best, 2019 Меси, 2020-2021 Левандовски добива најголем број гласови и победува во FIFA The Best. 2022-2023 пак на голема врата се враќа Меси и 2024 5 прашалници. Одговорите ќе ги дознаете почетокот на јануари на гала свеченост и приредба некаде во Швајцарија. Поздрав од канал Доргутов. Доколку ви се допаѓа оно што го продуцираме, удрите еден subscribe. Ако не ви се допаѓа, не удирайте, удрите лайк, пофалете не, искритикувајте не и еве може дајте го и вашето мислење кој навистина треба да биде број еден во изборот FIFA The Best по трите конкуренции, најдобар фудбалер мажи, најдобар тренер мажи и најдобар голман мажи.